Ваше високо преосвештенство, деновиве интернет порталите, дел барем од нив, пишуваат за наводен нов скандал во кој што Македонската црква, особено епархијата која што управува со австралиските црковни општини, е вмешана. Базе посочуваат како еден од луѓето кој што на австралискиот континент сакал да изигрува, барем според зборовите на интернет порталот, Бог, па тој кажувал кој може да стапи во брак, само неговиот благослов, дека е оној кој што е вреден според Македонската православна црква. Од друга страна, посочувајќи дека надлежноста треба да имаат оние црковни општини кои што се под надлежност неодамна од синодот на МПЦ. Кој е вашиот коментар на новите превирања покрај тоа што се мислеше дека ќе се стави крај конечно на превирањата во Македонската православна заедница во Австралија? Најнапред да посочиме дека Игор Александров е човекот што започна да организира парацрковна организација, расколничка организација на Македонската православна црква во Австралија, и тоа го направи со отстранување на легитимните свештеници поставени во надлежниот архиереј Мојата смиреност во 1997 година и поставувајќи на нивно место свештеници кои, затоа што се одвоија од надлежниот владика, архиепископот Стефан од Скопската епархија, и без негов благослов ја напуштиле епархијата без канонски отпуст и канонски прием во мојата епархија, беа расчинети. Тој продолжи и понатаму да вработува во компанијската црква, односно компанијските цркви именувани Свети Кирил и Методи во Розбери и Свети Никола во Кабрамата, а организирани во компанијата со ограничена одговорност, именувана како Македонска православна заедница за Сиднеј и околијата од почетокот, а после го менува името и пошироко за Австралија и така натаму. Тој се јавува и исто така како организатор на регистрираната расколничка организација Македонска православна независна црква во Австралија, за која понатаму вели дека таа засега делува таму и таа е она вистинската црква, ја игнорира постоечката Македонска православна црква епархија за Австралија и Нов Зеланд, ја нарекува дива и така натаму, иако тој учествува во телата и органите на таа епархија уште од почетокот, односно во 1997 година е присутен на епархиско собрание во Нов Јужен Велс, односно во Волонгонг, што се одржа, и понатаму тој е член на таа црквена општина, како што гледам и од списокот на членови на таа црква, кои и ден денеска се членови на црквата преку инкорпорената асоциација Света Петка во Рокдейл, каде што и тој и неговата сопруга се членови на собранието, односно на црквената општина на црквата. Од таа гледна точка и од како се земе предвид дека кога е покрената судската постапка против него, тие црковни општини не се одвоени од Македонската православна епархија за Австралија и Нов Зеланд, и ние во постапката му судиме до моментот кога е покрената судската постапка, односно кога се направени тие престапи и се разбира и понатаму тој има дополнително направени престапи, а еден од најголемите престапи е организирањето на расколничката парацрковна организација паралелна на Македонската православна црква, што е дури полоша од она на Вранишковски, бидејќи Вранишковски нема узурпирано
цркви на Македонската православна црква, но во случајот Александров има 2 цркви узурпирано и се разбира се става начело на таа регистрирана расколничка организација именувана Македонска православна независна црква, под која сака да ги вовлече и останатите други црковни општини, односно цркви кои се регистрирани како компанији или инкорпорирани асоциации. Што може да биде мотивот за повторните пребирања, рековме, во австралиско-новозеландската епархија? Последниот чекор кој што Македонската православна црква го презеде беше екскомуникација на Александров и негово отстранување од Македонската православна црква. Ова може ли да биде да се толкува како последица на тоа? Епархискиот црковен суд на австралиско-новозеландската епархија очигледно е должен, особено кога прети опасност на црквата да бидат заведени и други црковни општини и да се организираат во расколничка организација, онаква како што тој ја именува и замислува. Жалам многу што не се обрна од почетокот доволно внимание на овој сериозен проблем од страна на Светиот архиерейски синод, но Светиот архиерейски синод очигледно дека е сега во ова време наполно свесен дека не можеме ние повеќе да толерираме однесување нецрковно или противно на црковните закони во било која епархија на Македонската православна црква. Дали е тука во републиката или во диаспората, сеедно. И не може да дозволиме и нема да дозволиме ниту една црковна општина да работи противно на црковните канони, а она што досега се толерирало било со цел или со намера тие да се откажат од тие нивни идеи за организирање на паралелна црква на Македонската црква и токму со тоа што беа тие црковни општини одвоени од епархијата австралиско-новозеландска, се разбира на мој предлог и собранието на австралиско-новозеландската епархија го прифати предлогот да им дадеме 5, односно 7 црковни општини за да може да се организира црква, односно епархија таму. И ветувањата беа дека тие ќе ги испочитуваат сите правила на Македонската православна црква, односно ќе работат по црковните закони, но очигледно дека тоа не се случи и дека веднаш, иако 10 точки од платформата што ги одобри Синодот на Македонската црква, ги прифатиле и ги подпишале заедно со членовите на комисијата на Синодот на Македонската православна црква, но веднаш по враќањето назад во Австралија, тие свикале нецрковно или антицрковно собрание, согласно 6-то правило на Гангрскиот собор, и на тоа собрание се изјасниле дека тие ниту една точка од платформата не прифаќаат и бараат сосема друг принцип на однесување и работење, односно сакаат да создадат таму црква неканонска, која нема да ги признава каноните на Македонската црква, нема да работи по црковните закони и сакаат да направат некаква си цивилна црква, цивилна епархија, што тоа ниту го дозволило на СГМПЦ, ниту пак ќе го дозволи во иднина. Во ваква една ситуација, ваше високо преосвештенство, кога двојни игри се играат овде, соговорниците од Австралија кажуваат, се сложуваат на едно, таму кога одат се случуваат сосема други работи, каде може да се најде излезот од ситуацијата? Излезот од ситуацијата е јасен. Нема друго решение, освен работа според црковните закони. Секое друго организирање на црква во републиката и надвор од републиката на Македонската православна црква, во црковни општини или било какви црковни организации, не може да стане надвор од црковните закони. А ова е спротивно на црковните закони, зашто можете слободно да видите од пресудата дека тој целосно ги игнорира сите црковни закони
и се разбира иерархијата на Македонската православна црква. Тој сака да направи црква по неговиот терк, црква што ќе биде компанија, каде што тој ќе биде главниот организатор на таа црква, а владиката ќе биде играчка во рацете на Игор Александров. Тоа можете да го видите и да се документира, и е веќе документирано, врз основа на одлуката што ја донесува митрополитот Тимотеј за поставување на еден свештеник во црква на Игор Аврамовски Александров, во која вели владиката дека тој се поставува во таа црква да работи, додека никакви закони не посочува владиката и работни заложенија не му дава. Владика Александров ги употребува сите закони на компаниски за да го подчини, односно да го постави свештеникот како еден од вработените кој треба се што ќе му нареди тој тоа да прави, од една страна, и да нема никакви права како православен свештеник, односно да му ги одземе сите црковни права. Во конкретниот случај со тој договор на Александров за тој свештеник, кога ќе направите споредба, се гледа дека се одземени сите права и одговорности и се што има и владиката како право, и свештеникот, и се е подчинето на компаниските закони. Со други зборови кажано, тој сака црквата да работи по компаниски закони, а тоа значи дека нема право црквата на своите закони, односно црковните закони се во тој случај целосно узурпирани од страна на компаниските закони. За крај, кажете ми, ако некогаш се уште Синодот и Македонската православна црква не беа доволно информирани за случувањата во Австралија, па оттаму може би имаше разногласија и имаше неединствен став околу тоа како да се постапи. Сега предпоставам дека и тоа е надминато и сега Синодот зборува и МПЦ во Македонија со еден глас за сите случувања. Па, ние веќе можеме слободно да кажеме дека се додека не беа одвоени овие црковни општини од Австралиско-новозеландската епархија, вклучувајќи во нив и оние кои своевремено ја напуштија Македонската православна црква и епархијата и работија разчинети свештеници, секогаш се префрлаше вината и јавните гласила кои голем број од нив беа подплатени, за жал и денеска се еден добар дел од нив подплатени, говореа противно од вистината, што беше од реалност. Но конечно, бидејќи се покаже и докаже дека владиката Петар, митрополитот Петар, кога не е надлежен тие црковни општини, а е надлежен Синодот во конкретниот случај, и самиот Синод кога не може да најде решение, дека решението мора да се бара исклучиво, односно вината мора да се бара исклучиво во Александров и неговите приврзеници од другата страна, кои веќе до подпишаните 10 точки што ги спомнавме во платформата, кои со записник се докажани дека ги прифатиле и подпишале, кога ги отфрлаа тие точки, каде што јас не сум присутен и не сум член на таа комисија, што значи не е упатена оваа критика исклучиво на владиката Петар, туку на Македонската православна црква и Синодот, односно во конкретниот случај сака да се направи скандал над сите скандали, ние да прифатиме некаква си компаниска црква во Австралија наспроти докажаните за Австралија досега аргументи како треба да се раководат црквите, како што, впрочем, е Римокатоличката црква, Англиканската црква, од православните Грчката
архиепископија на Цезарската патриаршија, Руската православна црква, Антиохиската православна црква, Дохалкедонските, Копската, Асирската и така натаму, и голем број други религиозни деноминации, кои, за да го решат овие проблеми, за да имаат сила црковните закони, побарале од парламентите на соодветните држави федерални во Австралија да се донесе закон за старателство или за чување, доверителство на имотите на соодветните цркви,